Вонредна состојба, избори со маски, кампања од врата до врата. Протоколот кој го изготви Комисијата за заразни болести за спроведување на изборите предизвикува револт и неверување кај граѓаните. Реагираат дека сега не е време за избори, а на политичките партии кои сакаат да водат кампања среде пандемија, вратата ќе им биде затворена. Вратата им отворам. Ништо, ни врата отворам, ни ништо. Не ме прашале како живеам. За мене тоа е безсмислено. Зошто? Па да пак има контакт со директен контакт. Како ќе се избегне тоа? Па мислам дека уште рано е за тоа. Кога ќе почне таа политичка кампања, сигурно ќе се сменат условите. Ја нити една политичка партија не сакам така да не би им отворил. А не се нормално. Зашто да им отворил? Граѓаните се децидни дека не само што нема да им отворат врата на партиите, туку предупредуваат дека нема ни да излезат на гласање. Катастрофа, ние немаме гледаш во каква ситуација сме. Државата избори, тоа е катастрофа. Катастрофа. Според мене, ова влада е катастрофа. Да ви кажам право, повеќе нема да испаѓам на гласање ни за ниједна политичка партија. Сите сум разочаран и кој мисли дека гласам со убедување негово, а ја нема да испадам. Не. Зошто? И за кого да гласаш и на кого да го дадеш гласот. Дефинитивно исто. Ваквиот став на граѓаните не е изненадување со оглед на се она што се случува околу пандемијата. Бројката на заразени, која не се намалува, но и на починати, која константно се зголемува. Сепак, доколку падне договор за одржување на избори, останува непознато како би гласале оние кои ќе бидат во изолација и самоизолација. Во протоколот оваа група не беше спомената од Филипче, ама денеска за Алфа тој се дообјасни. Тоа ќе го организирале Центрите за јавно здравје и Државната изборна комисија, но посебни детали нема. Инаку во упатството на партиите како да водат кампања дозволени се митинзи и одење од врата на врата, но да се носат маски и да се држи растојание. На партиските собири да се користат разгласи, автобусите кои превезуваат членови и симпатизери да бидат пополнети, најмногу со 50% од капацитетот. На денот на изборите на гласачките места ќе се пуштаат онолку граѓани колку што има паравани. А додик ќе биде предложено и продолжување уште 2 часа на времето за гласање. Меѓу другото, во инсистирањето за брзи избори, најновите идеи на ЗАЕВ се ако треба да се гласа од 6 изутрина до 22 часот навечер, да се обезбедат пенкала за секој гласач, што во превод значи дополнителни милионски суми за ваквата потреба.